Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Председателката Гордана Цилјановска-Давкова и министерот за одбрана Владо Мисајловски денеска во Скопје ќе присуствуваат и ќе се обратат на промоцијата на родовата самопроценка и родовиот акцијски план 2024-2028 на Министерството за одбрана и армијата. На промоцијата, како што соопшти Министерството за одбрана, ќе се обратат и амбасадорката на Кралството Шведска Ами Ларсон Јаим и заменик директорката на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор Беатрис Готфра. На настанот кој организиран од Министерството за одбрана и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ќе бидат презентирани клучните наоди од процесот на родовата самопроценка со кој беше проценета родовата сензитивност во одбраната во армијата, а ќе биде представуван и акцијскиот план кој представува стратешка рамка за унапредување на родовата еднаквост. Акцијскиот план ги предвидува конкретните мерки и активности насочени кон унапредување на родовата еднаквост во рамки на Министерството за одбрана во периодот 24-28 година во областите како што се зајакнување на родовата структура, донесување на одлуки, професионален развој, обука, опрема, инфраструктура и организацијска култура. Председателот на владата Христијан Мицковски денеска ќе присуствува на увид во градежните активности проектот на реконструкција на улици во населбата Ново Делчево во општина Делчево. Коридорот 10 станува приоритет број 1 за инвестирање на британските 6 милиарди евра од стратешкото партнерство. Првиот човек на железници и инфраструктура вели дека на трасата од Табановце кон Богородица ќе има две пруги. Прво ќе се гради нова, а потоа ќе се реконструира постоечката, за да се постигнат планираните 160 км на час за патничкиот и 120 км на час за карго транспортот. Планот на државата е целосниот зафат да биде проектиран и изграден од еден изведувач. Целиот проект се очекува да биде готов за 5 години. Паралелно, надлежните најавуваат и реконструкција на централната железничка станица. И за двете пруги ќе се трудиме секаде каде што има кривини, согласно можностите, максимално да се исправат и да се намали должината на пругата. Од голема важност е што при целата градежна активност ќе биде офатена изградбата на пругата со која што ќе се поврзе железничка станица во Скопје со аеродромот во Петровец. При целосна модернизација и изградба на нова брза пруга, логично е и следствено да се помисли за состојбата на главната железничка станица. Ви информирам дека јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура во моментов разработува проект за целосна реконструкција и модернизација на централната железничка станица во Скопје и паралелно со изградбата на брзата пруга ќе се одвива и овој процес на реконструкција на железничката станица. Заменици министри од крилото на Таравари си дадоа неотповиклива оставка. Од друга страна, премиерот Мицковски вели дека политиката е работа на можното. Прашан дали во наредните денови може да се очекува пратеници на ДУИ да му се приклучат на владеачкото мнозинство. А за Таравари вели дека веќе избра страна. Министерот за европски прашања очекува до крајот на неделата мнозинството да добие нови членови. За лидерот на СДСМ Филипче владата се распаѓа, а со Таравари ќе разговара. Тоа се двата блока кои што на овие избори ќе се спротивстават. Блокот на криминал и минатото и блокот на иднината и просперитетот на Македонија. За жал, ќе повторам, Армен Таравари одлучи да се приклучи на овој првиот блок, блокот со црни листи, со листи на санкции на политичари, криминалци и така натаму. Па мислам дека сите овие случувања во делот од Алијансата на албанците предводена од Таравари се знак дека одлучноста на структурите таму и спремноста е многу поголема да не завршат во прегратките на Али Ахмети од калкулациите на Таравари. Според наши неофицијални информации тие ќе продолжат. Револтот кај сите поддржувачи, симпатизери и функционери таму е многу голем, така да чекаме наредниве денови. Мислам дека тој тренд ќе продолжи. Мислам дека најдобар доказ за тоа што се случува во владината коалиција и тоа генерално што се случува во државата е тоа што владината коалиција практично се распаѓа.
нецела година дена после формирањето, коалициони партнери заминуваат. Таравари беше еден клучен фактор од албанскиот блок кој што се приклучи на ова влада.